Здраво на сите и добре дојдовте, леле. Тек сега мислам дека што се извикам толку тешко мене. Добре дојдовте во првиот влог од одмор од Грција, од сегде. Немам влогано 300.000 денови и више имам заборавено да држам камера, зашто претходните 3 видеа што ги гледавте, сите беа спремени унапред и снимени, изедитирани и скеџјунати на YouTube и више имам заборавено како се држи камера, како се снима и што е тоа YouTube. После ова видео ќе имаш едно, утрешното, сега дека го видов ова позади ми текна, зашто денес нема да ви го покажам искуството со ова и да видите како ова се носи на плажа, зашто денес не може да го носиме. Поради тоа што веќе вајда сте го прочитале од насловата, тоа е дека денес ќе го возам моето прво моторно возило во животот или барем ќе се обидам и некаде ќе го слупам. А тоа е 4 цикл или quad bike или како и да го наречете. Така да, денешниот влог ќе биде тоа и сега се спремаме, се облакаме и идеме да го рентаме. А сега бидејќи Стефан не знае да вози, нема никакво искуство воопшто. Си има тука возач до него, што барем ќе го однесе на сейф локација од ова местото за рентање до вајда паркингот на плажата, така ли ми рече? И сега таму, јас, иако вајда не е комплицирано да возиш, сакам така на малце пошироко место да се испробам и да видам како што све се дешава, така да прво го рентаме и зеднуваме возач да не однесе до сейф место каде што ја би го пробал. Идеме. Океј, апдейт. Ова е веќе наредниот ден. Вчера не можевме да најдеме квад, зашто ние паметни се тиравме многу касно и сите веќе беа зафатени и нема кој да ни дадат и ни рекоа дојдете се бајле порано, ќе си земете и ние отидовме сега во 9 саат бајле си земавме. Ама еве го тука не е паркирано, сега ќе ви го покажам. Тоа таму. Не знам колку се види, ама секако ќе видите за секунда ако не ни го земе некој си пајак за квадови. Ова треба safety first. Ова го зимаш и го ставаш на глава, затоа што безбедноста на прво место. Леле, ја ништо не слушам од ова бе. Јас имам и принцип голема глава и сите можни универзални кациги и капи чуда ми се мали у принцип. Ајде, идеме. Абе. Дали си ти спремна за полетување? Абе, го стај кацига. Леле. Ова ќе бидеме само. Ај. Не. Леле. Среќа па ти немаш желба за брзо возење, па си возиме така полека низ градот. Значи. А сега мапата што ја гледаме кај треба да идеме нема вез. Битно, шибај. Леле, ако ми го дупне телефонот. Нема вајда пома да се спуштаме. Не, ќе се истумбаме. Камења глеј колка ви има. По што возиме? Леле, чим ја преживеавме уваа горница, добро е. Дами и господа, дојде моментот ја да го пробам ова. Абе, ова не смеш да го возиш без дозвола, а? Не смеш. Како се палеше сега, чеки? Прво го правам? Правам ова. За да биде запалено. Го држам ова. Ставам. Има мењач, значи гледате го мењачов. Има мењач чудава. Сега готово го пуштам и може да шивам. А што не ти е запален? Како не е запален? Таа е таа кочница фатиги. Ги држате кочници и го стискаш ова. Да. Ајде. Абе! Сега запалено ги пуштам кочниците? Да. Абе! Абе, ако ја заривив цела улица, ќе стварно најтешки дел вртењево. Многу тешко се врти ова. Знам. Како се осеќаш? Прекрасно. Ми се води се уште. Саш да идеме до негде да се вратиме? Ајде. Абе, ама како ќе го искачам она страшното? Не знам. Абе, кој е професионал драйвер? Ама ја нема шанса да го искачам она, ај. А да пробам? Идеме ли? Леле! Како ќе го искачам? Давај газ. Нема шанса да го искачам. Ајде бе, давај газ. А сега луѓе има на улица? Иди натака. Накаде? Лево. Нема коли. А десно? Нема. Идеме, бре. Абе, ако остана. Еве Стефан, кај донесе. Изгледа под пат малце, а? Не бе. Среќа па што стиснав кочница на време. Ќе отидав од Зичево, ќе беше убаво. Леле, што ќе беше ако удрав од Зичето? Не знам што ќе.
Але стискам кочница кај ќе идем. Ме боли раката, значи ова стварно Воланов е... Ајде, рипај, идеме. Стигнавме на плажа, буквално тука се оставивме. Паркирање уште малце у вода, мислам ќе влезев у море. Така да стигнавме на плажа за чудово. Идеме да се бањаме. Јас за цел паметна плажа си дојдов со камера. Сега зашто ми е страв да некој ми ја украде. Нема да снимам со неа. Така да вајде нема да снимам многу на плажа. А после продолжуваме со авантурата со квадовите. Ајде. Идеме. Некој малце си поспа, така да сега нема да вози. Тука само ќе си продолжи да се лежи позади. Идеме на втора плажа, затоа што една е малце и зашто ни се може зашто имаме квад. Стварно ми се спие. И мислам дека во следното видео ќе немам проблем. Еден е мал тиз, што би го сватиле целосно во следното видео. Ајде идеме плажа број Малце место. 2. Значи, пробав да го искачам ова. Гледај кај отидов. Излетав торбатот пат. Демек бараме по авантуристични места. Гледате какво е нагоре. И демек ќе имаме квад, бај ќе се качиме навака, ама не баш. Ќе ја биде ли, мајсторе? Значи возев до тука. Еј, види го небото! Дејам! Возев до тука и се замори више. Забегував 2 пати од пат до сеу влогов, од што имам некоја си огромна трема, зашто прв пат возам некоја си моторно возило животов и прв пат сум воопшто на патна кола возна било што. Фаќа и некоја трема и некој кој ќе зголемам газ и адреналин и паника и све живо и диво. Добро, сега не знам кај идеме, ваljda ќе смениме град, ќе идеме до Ханиоти и така. Ако ај не може да влеземе у море. Ајде. Пристигнавме на плажа број 2. Сакам да ја ставам тука камерата, ама нема да успеам. Let's go. Завршено со втора плажа. Зумнат ли сум? Одлично. Сега сме иначе во Ханиоти. Ние престојуваме по Евкохори, тоа ваljda не го кажав до сега. А се шетавме до Афитос и до сегде, така да ние немаме перманентна локација, таку цел прв крак го изнашетавме да новиве. И сега ќе шетаме Ханиоти да видиме што се дешава. Како ми падна пред малце камерата, јас стварно не знам како сега не е сол. Ја имав ли таа среќа да изгорам. Одлично. Сега најадени идеме на кај дома, дали е возачот спремен. Гледа, значи него може мењачот. Што мењачке беше? И бидно веќиња да си за тука, идеме назад дома. Безбедно паркирано, возња завршена. Со наочари за да гледам масално преска не гледав. Сега конечно си гледав убаво све на пат. И возев долго. И убаво. Гледаш се набе. Ја ќе си да се изјаме на ваква дома да си крузам низ Скопје, најпаметно би било. Океј, тука ќе завршам ова видео. Се надевам дека ви беше колку толку интересно. Сакам само да ви споделам некое си мое ново искуство. Ви кажам дека прв пат у живот возам било какво моторно возило и така по патишта. Ја ми беше интересно зашто 4 цикл и сакав тоа да го споделам така со вас. Видеото следното видео што ќе искочи, ја ве чекам и тоа да го видите, што од многу долго време сакам да го направам, а конечно одморов ми се укажа прилика, така да тоа видео ќе биде многу интересно и тогаш ќе видите повеќе моменти на плажа и све. Денес гледав видео да биде само ова главно. Што сакам да ви кажам само уште дека Стефан конечно му се роди желба и за полагање за кола и за све и потреба и желба, а претходно имав зборено дека немам воопшто, иако имам години за тоа дека немав никаква желба да возам, али сега ми се роди така да сега да се вратам у Скопје, да се стабилизирам со обврски со све и ваljda до крајот на месецот или септември ќе почнам више да полагам и надежно дека наскоро ќе стане Стефан возач. Тука ќе завршам ова видео, фала ви што гледавте, лајкнете го ако ви се допадне, не заборавајте да се субскрајбнете на мојот канал и ние се гледаме во следното видео. Чао!